Најпрво да ве поздравам, да се заблагодарам еве што и денеска сте тука со нас во Охрид, како што кажа Давор, членови на извршниот комитет на партијата, членови на останатите структури на ВМРО ДПМН, заедно со фондацијата Конрад Аденауер, овие 2 дена ќе разговараат за предизвиците кои што се пред нас после 12 април, ќе разговараат за она што не очекува и пред 12 април, практично е поврзано со предизборната кампања, изборната кампања и така натаму, за политиките во иднина кои што ВМРО ДПМН треба да ги рефлектира според современите текови на конзервативните центар-десни политички партии, не само од национален карактер, туку и сето она кое што е поврзано со тие центар-десни конзервативни политики. Пред се тука мислам на економијата, тука пред се мислам на политиките од реалниот живот, пред се тука мислам на политиките кои што подразбираат и поинаков пристап надвор од кутијата, што ви рекле, пристап на работите. Ценам дека ќе биде исклучително значено, ќе биде добро искуство за членовите на извршниот комитет на партијата. Ова е дел од низата тренинзи кои што ги имаше ВМРО ДПМН изминативе месеци, би рекол изминатава година, и со фондацијата Конрад Аденауер, но и со други фондации. За нас ова е од исклучително значење, големо искуство и се надеваме дека сето она кое што ќе биде изведено како заклучок понатаму ќе прерасне во политика на ВМРО ДПМН во Македонија. Докладно се партиските поставки, што може да примене да очекуваат какви кандидати на претходните предвремени избори? Па мислам дека тоа ќе бидат луѓе кои што се почитувани од средината, луѓе кои што Охрид им е пред се, би рекол, Охрид и Македонија им се пред се. Тоа се луѓе кои што имаат интегритет, сериозен трак рекорд позади себе, сериозно животно портфолио и професионално портфолио, луѓе во кои што јас лично како председател на ВМРО ДПМН, партијата, но и охриѓани може да се потпрат и да веруваат дека ќе бидат вистински столбови за одбрана на интересите пред се на Македонија, а потоа и на Охрид. Ваша оценка на првиот ТВ дуел? Па добро, не би било пристојно јас да давам оценка, јас тоа го кажав и на дуелот, еве ќе оставам граѓаните да судат, едноставно се забавував додека разговарав со господинот Зоран Заев.